Веднага мога да кажа, че за всички, за нас българите. Веднаш ќе ви одговорам. За сите бугари, не само за новинарите, генерално за цело општество. Ние овој договор го нарековме нова ера во односите меѓу Бугарија и Македонија. Вие знаете дека многу време го чекавме овој договор за добрососедство да биде потпишан. Ова е нов чекор. Со луѓето со кои вчера разговаравме овде во Струмица, очекуваат подобра иднина за двата народа. Бидејќи знаете дека Бугарија става акценти на надворешната политика која ќе значи обединување на сите земји од Западен Балкан кон Европската Унија и НАТО. Секако тоа ќе биде еден од начините за подобра иднина. Можеби затоплувањето на односите меѓу Бугарија и Македонија ќе значи уверување на Европа и нејзините институции дека можат комплетно да им веруваат на земјите од Западен Балкан, се со цел тие да помогнат за неговиот развој. Европа, влегувањето на Македонија, нашите амбиции кон влегувањето. Бугарија 2018 почетокот е и го држи председателството. Значи ли тоа дека може би малку и ќе не подбутнете? Винаги нашиот премиер Бојко Борисов казва. Нашиот премиер Бојко Борисов вели: не очекувајте од нас чудо во рок од 6 месеци. Среќа е сепак што после нашето председателство во Унијата се уште две земји, Австрија и Романија, кои исто така се залагаат за иднината на Западен Балкан кон Унијата. Ние се надеваме дека за година и пол се разбира ако Македонија ги исполни препораките, ќе можат да се превземат следни чекори. Најпрво за инфраструктурни проекти. Овде не мислам само на патишта и автопатишта, туку за инфраструктура во областа на телекомуникациите. Како што знаете, вчера го добивме решението за намалување на роамингот. Исто така во сферата на високите технологии. Ова всушност се работи кои може да помогнат на целиот регион да се движи напред. Които биха помогнали на целиот регион да се движи напред. Така и едно прашање, сигурно гледачите ги интересира, што бугарските граѓани велат. Щастливи се. Сигурно. Тие се навистина среќни, сигурна сум, бидејќи Македонија ни е една од најблиските соседни земји. Секогаш кога две соседни држави тргнуваат по нов пат, а паралелно градат пријателства. Еве, например, вашиот премиер Зоран Заев му кажа на Бојко Борисов: ти не си само мој колега, ти си и мој пријател. Така треба да изгледа пријателството, а пријателството е иднината.